Верче има нов стан кој има одлична диспозиција и одредени барања, најмногу врзани со тоа дневната да биде со вау ефект, значи нешто невообичаено, а сепак удобно, а собата на Марио и спалната да имаат мотиви на дрво. Јас пак направив навистина малку драматичен интериер за секоја од собите. Можеби спалната, која обично ја правам најдраматична во станот, сега е најсмирена, а најдрама е дневната. Интересен беше моментот околу создавањето на колоритот низ собите, со оние бои кои ни беа донесени. За дневната ќе доминираат дрвенест зид во орев боја и силна структура, со која тој наликува на зид изведен од големи дрвени необработени талпи. Почнавме со нарачките на мебелот. Први ни се акронци, затоа што за нив сите позиции се јасни. И второ, освен боја на зидовите и добра волја, за монтажа не им треба ништо друго. Со Горан од Мебел Марија се договоривме и за кујната, која од цена околу ми изгледа најнелогична. Во проектот најдобро би изгледала испланирана овака. Да си започне со фрижидер, а да си заврши со фурната. Вака е поотворена, за мене подобра, со негативна страна што вентилацијата е на 5 метри дистанца и на сосема друга страна. Втората варијанта беше според инсталациите, но вака се добива релативно затворена кујна, која на Верче дури и повеќе се допадне. Повторно има место и за шанки, за се што има и првата, само распоредот е како што бил замислен од проектот од зградата. Како што било замислено од зградата и како што ние дополнително го замисливме, Горан стигна со првата тура мебел, која секако најмногу вклучува елементи од кујната. Сакав куинската иверка да е блиска со ламинатот над зидот, што произлезе како многу тешка задача. Првиот избор на иверка беше целосна утка и ги вратив назад сите чела од кујната и сите останати елементи кои беа веќе изработени. Па беше договорот или да направиме се бело со плотно дрво, или ако сакаме дрвен дезен, да бараме нов. За смирување, работа во спалните соби. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Неверојатно е што се подот може да направи. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Премиум брендови од керамика, санитарија и опрема за бањи, со врвен квалитет, совршен дизајн, по перфектни цени и експресно брза услуга. Само во салоните на Шате керамика, во Скопје и Битола.
Декоративниот елемент во собата на Марио е едно големо дрво. Не баш исто како она што првпат ми го покажа, зашто се договоривме дека треба да биде поразгрането и некако раздувано на едната страна. Такво и ќе му го нацрта Весна, на која изгледа како и вообичаено ќе дадеме уште некоја работа низ станот. За добра релаксација и одличен изглед на дневната соба, јас сум повторно во Софа студио. Ти ги покажав моделите, значи кои што ги имаме односно во салонот. Претходно го избра плавиот модел, кој што мене лично многу ми се допаѓа, е мој фаворит и мислам дека сосема на место беше избран. Многу добро се склопи. Така, за станот кој што беше малечок. Да, малечок, ама вие и го скратите, го направите таман. Рековме дека и тогаш ќе биде направен по цртеж, онака како што треба, мислам дека беше добро искомбинирана работата и бојата. Така. И станот како мал си го доби она кое што требаше. Значи, ова е варијанта на двосет и на тросет. Така. Тебе ти треба нешто воаго, така, што ќе биде помалечко, значи со помали димензии, ќе биде минималистичко, отворено, повторно да го сместиш во мал стан. Ние имаме уште еден салон во склопот на зградата, така да би се симнале доле, да ти покажам еден модел кој што јас мислам дека би ги одговара. Так, ги задоволува твоите потреби. Тоа е минималистички, доле е во бела варијанта. Имаме штофкарта, ти напомена дека треба да е нешто Сиво, светло, темно сиво. Значи, Во кое што мислам дека ќе може да биде таа гарнитура. интересен е штофот, баш ми се допаѓа така како. Така, тоа е полиестер акрил, е малку подебел од каен, нешто како ленот, доста издржлив по состав. Иста, вака на вакво Мислам може би дека- не зависи да се ставам на прилиш. Баш во ќе изгледа. Па, ленените зависи само дека најдобро ќе одговарат со Да, средната мјаса. структурата е така. Добро, ајде да го видам моделот прво и Так. после ќе одбереме која сива. Јас ќе ја земам штофкартата, Биличала. да, со Баш. нас. Да, ова. Ова е нашиот салон, Тојот салон. така. Од асортиманот кој што не си го видела, имаме и спални кои што прв пат ги погледнуваш, да, секако и нив ги работиме по димензија и по мерка. Моделите, односно ова е модел кој што е малку поголем, поголомазен, мислам дека нема да се вклопи во просторот кој што ми го Нема. покажуваше, да. Не, нема да биде доволно Меѓутоа, добро, мислам ама ми се дека допаѓа. ова е моделот кој што ќе ти се вклопи и димензиски, и пропорционално, и минималистички, и Убав. мислам дека е тоа што Убава многу ти го бараше. Како експонат не е во бела варијанта, меѓутоа бидејќи ги погледнавме штоповите кои што кажа дека како сиви би ти одговарале, а ти треба нешто потемно што не се прла, мислам дека оваа нијанса евентуално ова би ти одговарала за да Да кажам искрено, толку е едноставен во моделот што ми се чини дека која нијанса да му ја ставиш убаво ќе изгледа. Јас, ние сме го правеле, значи, во многу бои. Многу нијанси, секогаш изгледа убаво, поготово кој комбиниран со Вие пастелни карлата ми се перничиња и допаѓа. така на така. Јас ја препорачав оваа, бидејќи ми напомена дека треба да е потемна сива, за да Да, не сте така кола. барат, јас Инаку немам проблем може да со изработиме. И во посветла, посветли тонови. Сепак, секоја нијанса, кога се изработи на поголема површина, ќе дојде посветла и мислам дека ова Значи темно сивата там се посветло ќе изгледа на поголема површина. гарнитурата, значи не е сложена, самата е буквално минималистичка, ова е грбен наслон кој што не се помрднува, е доста широк и удобен, значи мек за копирање. Самата гарнитура има раконаслони кои што се механички, односно со механизми. Што е многу добро за лежење. Ето така. Баш така. Кога ќе се спуштат, гарнитурата се израмува и буквално добиваш Супер. простор за присипа. Мислам дека ова е тоа за кое што веќе сме согласни. Добар ти е изборот. Благодарам. Гарнитурата изгледа баш елегантно, а во темно сивата боја ќе биде лесна за одржување. Штофот е пријатна варијанта за лежење пред телевизор. За
спалната избрав интересен постер од Декор и дом. Постерот има мотив на лист, пердув, можеби стилизирани гранки. Интересно е и шарено, во тоновите на веќе обоената соба во светло кафена боја. Дали вертикално или хоризонтално? Исто, како сакаш, може да ставаш шуе. Пошто кога ставиме вертикално, тогаш одреден дел од зидот ќе биде потемен, пошто се појавува почва шега. Ова е последното парче на тоа, така? Може сакаш од двете страни да се крати. Па да. Оставајќи ги да завршат работа со корекциите и постерот, Јана ја испратив до Манекс. Има 2 светилки кои Верче веќе ги бендисала многу, а остатокот ќе биде наш избор. Повторно нешто ново, кажувај ми се, сакам да знам за ова. Се, па да се обидам на кратко да ти кажам, пошто ќе немаме време многу. Вака, ова е најновата колекција од австрискиот бренд Тегла. Интересно е тоа што се работи за текстил материјал, така се нарекува колекцијата. Да, може да биде во матирани во сејна нијанса, значи како 2 категории се дели. Сам дека можеш да ги приметиш. Еве го сејното го видов тука, така. Ова е матиранот. Да, на трешниот дел на текстура. Го има во повеќе нијанси, значи во пастелни бои, сега кои што се доста тренди. Можеш да бираш, значи, кој од ова каде би ти одела, значи чисто како предлог, може да го комбинираш и со овие столни Овие за го спалното, да. Ако одбереш некој од овие за тој простор. А сигурно некој ќе биде. Ми требаат за секаде, значи во станот. Добре. Е, сега, освен овие висечки, имате и плафонски, така? Да, мислам дека тие ги за на биде трапезарија. Да. Да. И сега во зависност од големината на дневната или просторијата во која би ги ставиле вие, можеш да ги скомбинираш, значи да ставиш и на Различни величини, да. И со нијансите исто. Така, фи 30, фи 40, фи 50 имаш и да добиеш нешто тука како кај нас. И си ги местиш сам како ти одговара. Да. Одлично. Така да, мислам дека можеш да си направиш една комплетна целина дневна со трпезарија. Значи, спакувај ги сите, Полака? сите ги сакам полака. Може, сите ги сакам. Договорено? Оди, стварно се ефективно. Ева и овие. Се има на лагер, па може и се да се намести. Дневна, ходници, спална и бањи. Интересни лустери за одлична дополна во естетиката на интериерот. Горан стаса со новата иверка и дополнителните елементи. Сега треба да заврши голем дел од работата, особено ако сакаме да стасаме во текот на неделава да го предадеме станот. Зидовите зад радиаторите се бојадисани. Може да ги вратиме и нив назад. Се вртиме, разгледуваме и констатираме. Нема маса, нема столици. Одиме до Југоекспорт. Кај нив секој пат наоѓам нешто добро за моите објекти. Ова е најновото. Да, под врата го видов. Да, јас демек си дојдов по масичка столчиња комода, ама Помасички случаи, ама најдено нешто. Не, не Па очекував. нова е релативно ново. Да. И сега прво изложување му е ова. Многу го Масивно гледам. дрво, значи целото изработено во масив. Нема многу широка колекција. Тип на маса, значи во моментот масата е со пуштање, па продолжетока се прави уште поголема. Може да биде фиксна. Моделот на столчиње кој што може да биде штоф, неколку бои на штоф или кожа, исто така неколку бои на кожа. Типот на комода може да менува димензија. Ова е големата, значи, може да биде помала и типот на купското масече, исто така има и ТВ комода.
постојат и типови на лампи кои што во моментот ги нема значи на излог, меѓутоа постојат како опција за да може да се нарачат. Значи целото е масив, јас гледам изнатре. Да, комплетно, сите делови. Сите, да, сите делови. Ова се боите? Ова се боите. Значи првите бои се бои значи кои што може да бидат на трапезариската маса, значи корпусите, клупското масиче. Ова се појаките бои, поколоритните бои се однесуваат на фронтовите, кај комодите. Истата. Да би изгледа за тоа си одбрав. Тебе тиркизно едно. Тиркиз. За тебе ќе одговара за подома. Морско. Само малце не знам како би одговарало. Има приказ во каталог, меѓутоа мене не ми се свига спојот на толку јака боја со ваква изvedба. Во дрво боја. И баш во оваа боја. Или може друга, се зависи од останатото. Ова се солчињата. Лесни се бе многу. Да, не се многу тешки. За масивно. Има интересни исто облина, едната опција на штоф, тоа е другата опција на штоф. Ова што мене се добра. Посветлиот? Да. Па понеутрален е, Да, после неутрално полесно може да се уклопи. После на купувачот што да му кажеме? Совршено. Одлично. Екстра. И облината, и изvedбата е фантазија. Фантазија се прекрасно. И сега, значи, приказната со ова што си има висока цена. За самата изvedба се нуди, значи не би требало поголем буџет, за да ова го користиме, значи, како едно уредување. Не ни очекував дека овакво нешто би требало да биде ефтино. Па не, автоматски, асоцирана висока цена. Обработката, дизајнот, мислам, тоа е тоа. Так. Сега да ги извадим крилата, спуштам на земја. Не сега, ама да. Ама не, мислам дека ќе ја ставим. Ќе ставиме, ќе Не ставиме. мора сега. Сега сме го. Ама ќе ја обрстиме. Да. Обавезно. Значи сега, заедно со сите елементи од Југоекспорт, ги имаме и сите поголеми работи во станот. Остануваат додатоците кои во просторот значат живот и неговата душа. Изнакупивме завеси, перничиња, потпури, вазни. Овој пат за вистинско цвеќе, оти мајките не караат. Вистинско цвеќе не сме ставале во емисиите. Си велам додека да го исчистиме објектот и да го наснимиме финалето ќе извенат. Баш ни убава. И додека ги редиме малите нешта, Јана ја оставам, а јас сум до мереност. Би сакала на ваков драматичен интериер во дневната да ставиме нешто многу едноставно. Минатиот пат колегата твој ми го покажа овој килим. И сега на објектот кога ми кажа момчето сакам зелен килим во сивата соба, викам тоа е тоа. Да, многу Знам каде. Рачна обработка, Так. да, од полиестер. Многу се Основата нежни. е памук, лесни се за одржување, што е најбитно, а и мекани. Да, може да се седи доле, да се лежи. Малку на кревет, малку на килим. Добро, јас сега треба да изберам и за спалната соба едно помало килимче и за дневната, значи дневната ми се главни. Би сакала да се неутрални, затоа што имам така некои кремасто кафени тонови низ станот, една јака бордо нијанса. Мислам дека може во некои неутрални тонови, такви беж, посмирен, душаво, мазно. Тој првиот чарен ми одговара. Ама никако не знам, си помислев на душаво да бирам. Овој е интересен, да. А каде беа тие што ги дзирнав таму? Интересно се оваа Така. Тоа се рачна обработка. Да, приубави се меки. Одамна не сум Има ставила. и вака душави нешто вакви. слично. Друга боја. Да? Да. Слична нијанса изгледа од тука. Тоа е на плаво.
Ќе видиш од новата колекција. Да, што разбира. Тревата. Ама една тревичка избравме ние. Бел, многу сакам. Не знам колку ќе не сака. комбинира во све. Да. Нешто сакам што не сме Мислам ставили. дека ова некаде не сте ставили. Не сме ставиле такво со сигурност. И друго нешто кажи што не сме ставиле. Имаме ексклузивни еписи крзнени, мислам дека и тие не сте ги ставиле, можам да ви ги покажам. Бундичка една. Бундичка. Не се природно. Крзно. Горусува. Многу. И лесни се за одржување. Ова е од лисица. Добра. Ова е од дива мачка. Сега има заден дел, преден дел. Од мачката, демек? Да. Ова е фука. Ова е преубав. И многу интересно. Да. Интересно. За некој многу екстравагантен стан. Да. Дефинитивно. Стават и покрај камин. Многу убаво изгледа, само сепак кога си бара. Така да си имате во предвид. Поинаков интериер, да се има во предвид и да имаш поинаков интериер, дизајнерски некој мебел, не знам, така. Да го личи, да има кај да го ставиме. Вака ќе биде, вака сепак мора да изберам некој од пообичните килими. И килимите се како за на крај. А крајот е кога ќе ги викнеме Марио и Верче повторно дома. Симфонија на осветлувањето. Егло, My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Jugo Експорт Стил започнува најголема саемска акција досега. Со секоја купена кожна гарнитура добивате подарок по ваш избор. Релакс фотелја, трпезариска маса, клуб маса, огледало или комода. Само на едно место ќе ги најдете најдобрите светски брендови на мебел по најповолни цени и со најголеми попусти. Jugo Експорт Стил. Ајде! Добро вечер. Добро вечер! Леле, каква пугача! Мора? Мора? Да. Така, со лепчо. Добро вечер, како си? Благодариме. Ова, за Јанче? За Јана. Браво, ки го дадеме. За жал не можеше да биде со нас. Много ни е жал. Да. Сега, идеме? Идеме. Идемо? Идеме, браво! Да гледате се. Ајде. Ао, Ивана. Може? Одлично. Ова може да оставам тука? Може. Увеле имаш. Ова да го ставиме. Прекрасно. Тебе како ти изгледа? Многу убаво. Лудница? Топ. Ефтен. Не сумням у твој квалитет.
Не, многу е убаво. Супер изпадна, не може да го препознам стана. И па вистина не се препознава, мислам има Е, бои те, многу, стварно, има елементи многу, има... И светлава, све супер си светла. Да. Ептен, И одлично. тие што си ги избра изгледаат супер. Не очекував дека вака во салон е другачие. Да. Овдека многу убаво. И повеќе си доминираат, си доаѓаат до израз. Светло. Да. Со и цветиња си ставила. Виж како убава тераса има. Гледај. Супер. Одлично, супер. Ето така. Тишина, мирно. Сега идеме да видиме. Сега, ајде, да видиш спалните. Ајде дрвото. Което дрво да си го видиш? Дрвото на животот во твојата соба. Супер. Може? Супер. Супер се рече. Подобро него тоа на сликата што беше. Нели? Да. Се Дефинитивно. потруди Весна да ти кажам. Овој пат вистински се потруди. И ете баш како што планиравме, нели, мала библиотека, имаш масичка, телевизорот, убав кревет, голем. Садот на зелено. Да. Супер. Одлично. И така, екстра место може и на таму да се седи на тоа комодичето. Мислам дека е добре, красно. Браво. Супер. Ајде сега да Сега, идем јас да видам кај ќе спиеш. Ти кај ќе спиеш? Еве кај ќе спиеш ти. Многу во кревет. Да, голем, Кафето убав. супер дошол. Лустер, Одлично. плакар, макс. Колку собира во собава тоа. Толку, тоа е простор. Ама среќа имам простори за ова тука. Може да се искористи. Да. Супер, одлично. И со тебе. Сите што ми ги даде тука на расклештен ми беше. Дај насмеан. Таа градинка. Да, Имаш супер. уште една, тума не знам кај се ме стави. Па не знам, многу имаше, баш многу. има. Да, да. Да, има и тен. Прекрасно, супер. Тоа е Ама тоа. не спална, нема потреба, голема. Па, Прават реално, слег. да, прават слегнуваш. Помоце Тука. за работа. За чистење. Супер, среднат красната, лампата. Браво. Браво сум. Да. Имаш Вишка. 10-ка. 10-ка? Да. Супер. Вирче Марио, тоа е тоа. Јас. Добро, тоа е. Толку. Просторот беше тој, кој не бе таа, убаво изгледа. Функционална е за работа. Да, Ја мислам дека треба да ја пробаме. Така, има нешто? Има. Да прашаме. Да видиме как ќе функционира. А? Ајде, Ајде, така. ајде, пробаме. Интериерот не е нежен, драматичен е и благодарение на природната боја на дрвото, удобен. Во секоја од собите има по некој интересен детал, кој возбудува и разбудува. Ова е простор кој беше празен, а сега е толку полн со информации и случувања, што предпоставувам дека не би им било воопшто злодевно да престојуваат тука долго време без особени промени. Убав ден и гледајте Ајде дома, недела 14:35 на Телма телевизија.